Започнуваме со денешниот оброк на денот и бидејќи веќе започнавме со божикните пости, секогаш во овој период од годината оние кои што редовно се постат имаат свое мени, а оние кои што можеби сега почнуваат со божикните пости, тогаш ќе им недостасува рецепт плюс, но и за сите секогаш е добро да имаме нешто ново, нешто вкусно и нешто здраво. Токму за тоа се и нашите нутриционисти во кујната на Утринска на Телма и нашата нутриционистка која што еве ги прави последните подготовки во кујната, тоа е Билјана Лисевска, наша денешна гостинка. Билјана, добро ни дојди денес во Утринска на Телма. Ви благодарам за поканата, добро ве најдов. Имаме полна трпеза, може да кажеме. Бидејќи имаме 3 рецепти кои што ќе им ги понудиме и ќе ги направиме за нашите гледачи, ќе може да се ги запише сите состојки кои што се потребни, одлична комбинација и нешто кое што може да го практикуваат во деновите кои што се пред нас. Така, многу брзи и едноставни рецепти кои што не бараат многу време за подготовка, а се навистина нутритивно богат и квалитетен оброк од сите 3 што ќе ги подготвиме, се добива навистина квалитетен оброк во текот на денот. Тоа е тоа што се бара, нешто квалитетно, нутритивно добро, односно тоа кое што е потребно за нашиот организам и енергијата која што ни е исто потребна и неопходна за функционирање во текот на денот, но и нешто што е практично и што би го направиле за пократко време. Тоа се го имаме во овие оброци, па може да започнеме, односно да кажеме што ќе правиме денес. Станува збор за 3 рецепти кои што ќе ги подготвиме денес. Едното е паштета од ореви, или намас од ореви популарен меѓу народот. Во него ќе ставиме откиснати ореви, ќе додадеме 2 гранчиња на целер, 1 чешна лук, морков и зачини по желба. Од истото ќе добиеме хомогена смеса која што е пожелна да се исконзумира во текот на утринскиот дел како појадок. Понатаму ќе направиме салата од црвен или црн грав со карфиол, протеинска салата, која што исто така е постна. Во неја ќе додадеме црвен кромит, ќе додадеме сецкана пиперка и целер исто така. И на крајот ќе подготвиме бомбици од тиква. Актуелна сега во овој есенско-зимски период тиквата и пожелно е да биде искористена, односно застапена на нашето дневно мени. Освено на класично сервирање, односно подготвување на тиквата, испечена или сварена, може да се направат различни комбинации со истата, за сите оние кои што и те истакаат да променат, но и да можеби вкусот да го видоизменат, а сепак да ја конзумираат тиквата како таква. Одлично што ги имаме овие работи на располагање со кои што ќе го направиме ова кое што ти го спомена, се е сезонско и се е потребно за да го имаме во кујната во овој период. Секако се е потребно да биде исконзумирано во текот на овој период од годината. Можеме да почнеме со подготовка на паштетата, нели? Прво ги миксаме откиснатите, 12 часа се откиснати оревите, затоа се покрупни за разлика од сировите ореви кои што ќе ги додадеме во бомбиците. Ги миксаме прво нив овде, па потоа ги додаваме останатите состојки. Треба да добиеме текстура слична на брашно. Мораме на почеток, затоа што се само ореви, нема влага во... Мислам дека се само доволно. Да, секогаш кога се блендираат оревите или кога треба да се смелат вака, треба повеќе трпение и неколку обиди за добро да се смелат, бидејќи често кога не се
И не Нема добиваме течна смеса во- не добиваме смесата која што сакаме, ни почесто можеби се доаѓа во искушение нешто да се додаде, но Така. тука не треба да се додава. Така. Сега овде ќе додадеме сецкан морков. Па ќе напоменам, во зависност од големината на морковот, ќе додадете во количина која што сакате да ја содржи, нели, овој намаз, додаваме едно чешна лук и додаваме сецкано гранче, односно стебло од целер заради вкусот, меѓутоа е добар антиоксидант за самиот целер. Постојат многу комбинации на од различни состојки, овошје и зеленчуки, јаткасти плодови, кои што се користат за намази. Дел од нив сме ги правеле тука во нашата кујна, но и се на располагање како рецепти кај нутриционистите и она кое што се препорачува за сите тие кои што решиле да направат промена во својот живот кога е храната во прашање. Колку често се навикнуваат, еве, Билјана, од ваше искуство, клиентите, односно луѓето кои што ете доаѓаат кај вас, се навикнуваат на ваквите намази, ако земеме предвид дека, да речеме, до известен период во својот живот биле навикнати на оние купечки намази кои што се млечни и слично. Со оглед на тоа дека едноставно се подготвуваат, морам да бидам искрена дека се почесто бараат и бараат рецепта плюс пациентите мои, затоа што ќе кажам пример некош може нели намаз од гравче, од се што ќе ви текне на памет, ќе од пиперки, од се може да има намаз. И кога ќе ви кажеш, па ја тоа можела, ај дај рецепта и прават. Бидејќи се едноставни, едноставни се значи овие рецепти, не бараат нешто многу време за подготовка. Додаваме малку масло. Може и ова, без разлика какво растително масло ќе додадете, значи може да биде маслиново, може да биде ова сусамово, значи може да биде ленено, од тиква масло. Не многу, од причина што и самите нели ореви се масни, содржат масти во нив. Малку лимонов сок овде. Може слободно ако треба моја помош да. Сега за сега. Сега за сега добро ни оди. Малку сол. Бибер секако. И зачини нели се по желба, кој што се сака мило, може орегано да се додадат, кој што сака. На крајот од денот може и на крајот кога ќе го намачкате ова на парче леп, тогаш да додадете. Да се додаде нешто што фали за од згора што се сакате, може сончоглед, семки, може се што ќе. Сега да видиме дали ќе ни се соедини смесата, односно дали ќе се кога потешко ни оди мелењето, се додава веројатно или од маслото или од лимонот. Да, или од маслото или од лимонот, меѓутоа може и некоја капка вода, не е одме да се додаде во смесата, од причина што треба да се ова водичка може да. Може таа ни е тука за тоа. И тоа од рака во зависност од тоа колку имаме секако колку е густа смесата и уште колку треба да се до бленда. Сепак не треба да биде течна, нели? Затоа што пак паштета. Не треба да биде, треба да мачкане на... Може и така за. Да. Сега често промешување за да дојдат доле нескомелените продукти. Ова често се случува и со нели и други комбинации. Знаете, тоа треба мултипрактика, повеќе веднаш ги, нели сега веднаш ги семелува, меѓутоа еве го, ќе го сомеле едни трибунетот, меѓутоа малку трпение и малку повеќе време. Уште еднаш и сметам дека ќе биде сосема добро. Се приближуваме кон тоа што ни домашни услови треба да знаете дека треба да биде добиена хомогена смеса, нели интересна времето ни овде што го имаме. Сметам дека може да се долови структурата на паштетата. Индивидуално кога дома ќе се подготвува. Како е подготвена. Ќе се таа може да се сервира и некогаш и нели рековме може да се намачка на лепче, а може и да се сервира како
ете како мезе или Како нека како салата. додаток, како ужинка на пример кај децата на парче крекер да намачкат од ова паштета каде што ќе добијат навистина квалитетни и здрави калории, нема тоа да бидат шупливи или калории, односно празни калории, кои што нема да дадат енергија во текот на денот кај дечињата. Еве, значи навистина и преубаво мириса. Тука ќе Да, мирисот веќе се чувствува. Да, на лукчето, на целерот, на морковот. Да, дополнително го Биберот и зголемува зачините кои што ги додадовме. Така е. Значи ова ни е намазот од ореви, кој што рековме дека ќе го направиме, да. или паштетот од ореви, кој како сака нека си го крсти, всушност намената, односно вкусот и тоа колку и на каков начин ќе го конзумираме е најважно, а еве комбинацијата ја видовте од што е составена, значи ставивме ореви отстојани 12 часа во вода, потоа ставивме 2-3 гранчиња целер, односно малку исецкан целер, морков, лимунов сок, лукче, пола кромит, крумиче и маслиново или било кое друго масло кое што и зачини по желба, или сол, бибер кој што си волува да додаде. Ете така. Сега преминуваме на подготовка на салатата. Добро. Јас ќе ти ги подадам. Да. Ева вака, овие работи тука поблиску. Најчесто искуството му говори дека луѓе, односно конзументите, карфиол го конзумираат само термички обработен. Во ваква сирова форма поретко кој го конзумира, дори често ме прашуваат, па може ли се жив, те велат жив, нели? Секако и препорачливо е во вакви салати, во текот на зимскиот период, и најчесто знаеме тоа да биде во туршија за киселен карфиол или да биде варен во супа или похован или обарен. Меѓутоа за оваа комбинација на салата сега која што ќе подготвам, бара една помала главица на карфиол, ситно исецкан, во него ќе додадеме црвен граф, ќе додадеме ситно исецкана пиперка и ќе додадеме црвен кромит. Добро. Може јас да помогнам со пиперката? Да, слободно. Ќе земам една рамна чинија за сецкање. И веднаш ставаме во зелата каде што планираме да ја сервираме салатата. На крај само добро мешаме. Прво се додава карфиолот, се става сол, се промешува добро, па се додава гравчето. Може би е добро да споменеме за карфиолот, кога веќе рековме дека може би поретко се употребува вака во својата сирова форма, да кажеме како и на кој начин цел бенефит кој што го има во самиот карфиол, ако зборуваме за витамини и минерали, се користи кога го конзумираме на ваков начин. А што е тоа што попатно при било какво негово готвење или обработка се губи? Па, значи, сите намирници кои што ние ги конзумираме, кога се во сирова свежа форма, се што се одржат во нив, дали се витамини, минерали, аглини хидрати, макро или микронутриенти, се расположливи, односно 100% искористливи кога е намирникот во сирова форма. Се што е термички обработено, губи дел од хранливите материи, најбрзо се губи С витаминот од сите производи, па понатаму значи се губат, односно денатурираат и оние други компоненти кои што ги содржи. Карфиолот е добар за конзумација за дигестивниот систем, спаѓа во класата исто како што е нели брокулата, во истиот род, односно вид со брокулата и со зелката, и од таа причина се препорачува кај пациенти кои што имаат нели проблем со празнење на цревата, доколку има нели обстипација, се препорачува да се конзумира карфиола. Во текот на овој зимски период се препорачува како добар имуностимулатор и за нели добро ниво на или одржливост на нашиот имун систем. Исто така целерот го додаваме гранчиен целер и тој како добар антиоксидант, полн со витамини, минерали кои што се неопходни за многу биохемиски реакции во нашиот организам. И тој во салатата го конзумираме свеж? Секако. Салатава значи односно се оде што подготвиме, освен тиквата што е печена, сето друго е во сирова форма и гравчето што е нели нормално обарено. Јас ја еве исаков и втората црвена пиперка, значи ставивме две. Ќе промешаме. Вкусната црвена пиперка која што е исто така сезонска во овој период, која што таа изобилува со С витамини, бојата добива од антиоксидансите со кои што е полна.
научесто ние знаеме нели овие пиперки и печени да ги конзумираме. Во ред е заради вкусот и нашата желба, меѓутоа исто и таа само во ваква свежа сирова форма на располагање не ги дава 100% од хранливите материи кои што ги содржи. Кромидот го ставаме... И сега во завис од тоа колку имате време, колку имате разбудена креативност, на таков начин ќе си ги сецкате намирнице. Со овде ја гледам некој покрупно крафилче, тоа покрупна пиперка. Во зависност од тоа нели како сте расположени, мада и вака не е ништо. Не е страшно, така да. Секој нели тоа по своја желба и по вкус, некој сака поситно сецкана салата, некој покрупно. Знаете како тоа оди на пример, еве сега колку е величината, односно големината на зрната граф, толку треба практично да бидат и другите намирници внатре така и сецкани, да. И сега нешто може да оди покрупно заради разиграност на самата текстура на салатата. И високопротеинска салата, морам да напоменам, во текот на овие божикни пости. Гравот изобилува со протеини, антиоксиданси, посебно овој црвениот грав. Исто така е добар за регулација на холестеролот во крвта, за регулација на шеќерот во крвта и за регулирање на целата перисталтика, односно дигестивниот систем. Исто и тој е добар за полесно празнење на цревата и за одржување на балансот на протеини во нашето тело, посебно кај луѓе кои што се вегани, вегетаријанци или сега во овој период постат. Да. Треба да го ставиме цел кромит? Не мора, значи само... Еве јас ќе сечам оваа половина, кога веќе... И тоа е пак по вкус. И тоа е по вкус, кој колку милува да јаде, некој може и не сака со кромит, меѓутоа навистина е во овој црвениот, односно розевиот кромит. Исто така силен антиоксиданс, има антоцианини кои што ја даваат оваа нели виолетова боја на самиот и е поблаг кромит за разлика од оној белиот нели кромит кој што го ставивме претходно во паштетата од ореви. И оваа салата е практично оброк, може да кажеме, секако. Не може да се... Сега во истата, бидејќи овде не имаме повеќе, за во другата не ни треба, например, оваа количина на бадем, ни треба 150 грама за бомбиците. Слободно може овде да ставиме некоја бадемка, слободно можете да ставите ако имате некоја семка, чија, сончоглед, тиква, што и да е, додаваме масло. Провршуваме за време на јадењето и конзумацијата. И оваа салата навистина идеален оброк за оброк. Да, за една личност е сосема доволна и количината истина можеби малку повеќе има. Меѓутоа во завис од тоа колку сте гладни или колку сте изеле во текот на да, но веројатно и според самата конституција на тој што е секако причина што калориски кога ќе пресметаме, значи дневните потреби на едно лице, ова не му доаѓа за 2 до 3 порции, зависи колку ја би конзумирали, пак ќе напоменам, зависи од конституцијата на самиот пациент, односно човек ќе конзумира салата. Така, значи има некој може во еден здив да изеде оваа салата, има некој четворица ќе поделат оваа салата. Зависно од потребите, како и за сите други нели рецепти и оброци за кои што зборуваме, но важно е да се каже дека ова не е од оние салати кои што ги јадеме пред јадење, односно на сам ручек, нели како пред јадење па потоа следува главното јадење, туку ова е буквално еден оброк бидејќи содржи се што ни е потребно и ова е вториот наш предлог за денеска кој што имаме и здрави масти, имаме протеини, имаме витамини и минерали, односно растителни влакна, така да се добро скомбинирано во еден оброк, меѓутоа оброк салата. Одлично, одлично. И убаво изгледа и доста примамливо за јадење, малку по нели рековме крупно и сецкано, но да не ги бркаме со вилјучката нели. Ете така, и полесно да биде за конзумација. Јас дури некој знам салатата и со лажица се исконзумира, ако не се така покрупно. Нели со мелено, односно и сецкано во истата. Дека ќе биде изедна со сигурност, тоа така ќе биде. И завршивме со салатата по намазот или паштетата од ореви. Салатата ни е подготвена и одиме со она кое што го најавивме како трето или еве може да го кажеме како десерт, иако и ова служи може да послужи како ужинка или на почетокот на денот или во попладнето или помеѓу ручекот и вечерата, како сакате, и ова е една комбинација која што и заситува, но и е доста замена за благо, односно здраво благо. Е така, здраво благо, тоа што ми треба. Благо во секој случај, затоа што сите нели на крајот од денот прашувате сега благо, ќе има нешто, или во мене јас кога правам благо нешто даваш, ќе ме прашам, како јас и да не ви дадам, вие си земате, ама да ви кажам време нешто соодветно што треба да исконзумирате. Ако веќе зимате, да знаете што ќе земете. Ево, ќе го префрлиме тука. Сега го ставаме, ја ставам пирето од тиква. Ова е печена тиква. Испасирана само со вилушка. Свадена од лушпата. Да. И веројатно
ова е начин да оние кои што можеби па и не ја обожуваат толку многу тиквата така да ја јадат, да може да им биде малку Посебно за дечињата, знаете, Да. кога ќе видат тиква вака, не сакаат многу често да конзумираат. Ама кога ќе видат поформена во бомбици како што ќе ги видиме ние сега, навистина е повкусна и попримамлива за јадење. конзумирање. Затоа што ќе јадеме бомбици, така. Секако. Јадеме бомбици, сладки. Додаваме за сладувач. Сега во зависност од тоа каков имате за сладувач, од тоа ќе зависи соединувањето на смесата. Доколку е потечен мед, полесно ќе ја совладаме оваа смес и подобро ќе ја нели измиксаме, односно соединиме. Доколку е потврд за сладувачот, ќе треба малку повеќе време. Може да биде и нели агаве сируп, може да биде сируп од урма. Ние во оваа ситуација додаваме нели мед како за сладувач и додаваме се во зависност од количината на тиква. Јас никогаш, и тоа ми е мана и се извинувам, никогаш не знам да кажам точна мерка за нешто правење. Толку грама од ова, толку грама од тоа. Тоа од искуство и од рака се стават. Сериозно. И сега во овој рецепт беше 100 грама на пире од тиква. Овде јас имам многу повеќе. И сега на 100 грама пире од тиква доаѓа некаде 60 грама путер од јатки, од лешник во ситуацијава. Значи, бидејќи имам повеќе, ќе ставим повеќе путер. Разбирате, на 100 грама ќе оди 60. Значи, со односот да биде тоа. Така. Да. И за сладувач по желба, са некој може така да стави 3 лажици мед. Ја ставив Дали сакаме поблаго или помалку благо. Добро? И тоа по желба. Ние Билјана неколку пати сме направиле различни експерименти со различни состојки во однос на тоа од што се може да се направи бомбица. Од многу може. И ни успеало до сега и навистина вкусно се покажало како такво. Обично во утринските часови тоа го правиме во нашиот утрински ритуал, но тоа само како една презентација на кој начин може да се направи, а може да се конзумираат во текот на целиот ден или неколку дена, особено па и ако одстојат малце во фрижидер, тогаш се и вака подготвени бомбиците кои што ќе ги подготвиме 6 до 7 дена во фрижидер слободно, бидејќи немаат ништо, ни јајца, ниту млеко, никаков производ од животинско потекло. Замрзнати може да стојат и до 1 месец. Слободно може истите да ги подготвите и да се замрзнат. Во оваа смеса додаваме кокос исто по желба. И сега ќе ни треба блендерот за бадемите и оревите. Тие ќе треба бадемите ќе треба да ги сомелеме, оревчињата ќе ги исецкаме. Добро, за да добиеме текстура брашнаста, за да не се прават нели бомбици. Да, јас ќе го ослободам блендерот. Во другото може да ги... Да, може. Само ова да го исчистиме. Ножот. Да. Значи, инаку тиквата, нели, позната по своите хранливи својства многу одамна. Многу често ја споредуваат со бананата, тиквата, нели, нашето поднебие, бананата не е како, не е наше овоше. Се препорачува од најрана возраст кај дечињата се воведе во исхраната, од причина што содржи голема количина на бета-каротени, антиоксиданси кои што се грижат за нели имуниот систем, за здравјето на очите, провитамин А, кој што понатаму преминува во витамин А во нашиот организам, добар имуностимулатор, добра исто за пробавата, односно за варењето. Се препорачува кај дечиња кои што имаат нели повозрастни проблем со перисталтиката и со варењето на храната. Инаку слободно може да конзумираат и диабетичари, често знаат нели да прашаат бидејќи поскроваста структура има, дали смеат секако да конзумираат тиквата, меѓутоа нели без додатоци на шеќер. Многу често знаеме нели печеме тиква со шеќер, не. Само така испечена тиквата да се конзумира во текот на денот. Најчесто нели кога се испече сака да си стават мет и цимет. Ете така, слободно, тоа може, да. Колку треба да ставам јас тоа застанав да не... Стави ги сите тие 150 грама требаше да ставиме. Малку ставивме во... Сега како ќе ни се изблендаат овде? Да, ќе видиме. Не е важно колку, само за текстурата за да може да направиме... Да, ако не се изблендира доволно, така се поголеми. Добра. Успешно беше. Оваа смеса кога биеме ми се чини малку повеќе бомбици, така? Да ги спремаме ракавиците. Тоа зависи, да, тоа зависи од, нели, пак ќе кажам од количеството на тиква кој што го ставаме. Додаваме. Ние ќе нормално ќе презентираме неколку, останатите ќе ги направиме подоцна. Да, а ова чисто да видиме на крај каков ќе биде резултатот од
оваа мешавина, односно од оваа комбинација која и вака, ако се конзумира, е вкусна. Многу вкусна. Значи, навистина во тегло да ставите со лажичка, се земате секој ден, е прибава. Меѓутоа ние, ајде да бидеме малку покреативни овде, пофини. Да. И на крај да ги имаме сите три нели рецепти. Еве веќе се сглутнува, можеш слободно и ти да забележиш. Да. Бадемите практично се мелат за да се добие нели брашнаста структура, односно да се добие густината на бомбиците, на смесата за бомбици. Има луѓе кои што постат и сакаат да постат и го почитуваат не само божикниот пост, туку и другите пости во текот на годината. Но има луѓе кои што навистина сакаат да постат, ама едноставно во текот на постот се доведуваат во повеќе искушенија, особено оние луѓе кои што се навикнати или во нивното секојдневие благото е апсолутно присутно, не можат без тоа, или одредени, може и да не е благо, може да не е нешто сулено, но сепак работи на кои што и се навикнати, но и не може да им одолеат. И тука веројатно психолошкиот момент е особено важен за да се издржи, односно одржи постот до својот крај. Кои се најчестите совети кои што се даваат и во овој период за луѓе кои што оние кои од година во година го издржуваат, веќе организмот се навикнува на тоа. Меѓутоа новите, да, кои што прават, еве да речеме, промена и треба да го издржат, кои се советите кои што и ги бараат, но и кои што нутриционистите ги даваат? Знаете како, најчесто се тоа прашање како можам ли да издржам. Еве со мене сега пред постот се консултира, сакам вели да постам. Меѓутоа што сметате вие ме прашате дали можам да издржам? Викам доколку вие сте само себе убедени дека сакате, секако дека ќе можете. Само треба добра организираност, Ивана. Тука мора да знае во текот на неделата, во целата недела, што би подготвувал, што би конзумирале од храна и таа храна нели да е набавена, да ја имате во домашни услови. Инаку постната храна навистина не е воопшто тешка за подготовка, напротив е многу поедноставно отколку вие да мислите денес дали треба да купите не знам какво месо, не знам, се зависи како поста, дали со риба или без. Многу е поедноставно да ставите на тенџерче грашак или боранија, грав да ви се свари дома, турлитава да направите во релна. Значи се до организираност и до убедувањето на човекот дека сака да пости. Пак е психолошки момент. Психолошки е основен на тој модел. Основно е значи убедувањето ваше дека сакате да испостите. Жално е сега во ова време 21 век да кажеме дека нема храна и дека е тешко да се со која што може да се пости. Сега колку вие сакате да биде таа здрава храна, тоа пак зависи од вас. Јас сега на пазарот често гледам постно сирење, постен кашкавал, постен мајонез, не знам, постни сладки, ама тие сладки полни со трансмасти, со не знам други продукти кои што не треба да бидат присутни на менуто на еден човек, меѓутоа нели пак се зависи од кои причини постите. Да, и на крај го правиме изборот си го прави секој за себе. Изборот си го правите сами себе. Малку додаваме овде на врв на лажиче, сега се научи ќумбир во прав. И додаваме цимет во овие. Да има и божикњаното така, оние десети или колачиња кои што ги се карактеристични за и за Нова година па и за Божик, имаат и ѓумбир и цимет. И сега вака морам да напоменам, смесата гледате каква е. Пожелно е во домашни услови да оставите барем половина час во фрижидер. За може добро да се формираат. Идеални да бидат бомбиците, иако се мора малку рацете да ги намрсиме со нешто, за да не се лепи пред смесата се колку има овде масло. Да. Ќе направиме или со тоа другото можеме, ако има уште. Еве се ми да. Во чекори да, како во чекори оди оваа постапка, иако е многу едноставно навистина. Во зависност сега нели од вкусот може овде да додавате ако сакате суви овошки. Еве смесата сега е се уште мека. Да, меѓутоа и затоа после бомбиците ќе ги ставите исто во. Тука препоставувам дека освен кокосот може да имаме нешто смелано, нели како? Ги заборавив метеоревчињата, требаше да ги сецкаме тие. Добро, значи ќе сецкаме да добие кранч вкус внатре, нели да има да крцкаат бомбиците. Така, да, можеме тие да ги ајде ќе ги направиме дополнително тие да не губиме време. Важно е дека тоа се постои како опција. Дека требаше сега ние ги изумивме, јас ги изумив, тие требаше да бидат крупно исецкани, затоа не ги сомлевме во блендерот. Да. Ние ќе направиме бомбици кои што се со малку по мека структура, но важно е дека се бомбици, односно тоа е тоа кое што се бара. Може да се додаде внатре во смесата исто и рендана црна чоколада, може да се додаде какао, значи по вкус,
И навистина многу мириса и во Многу се комбинација со вкусни, кутерот. меѓутоа мора да отстојат секако во фрижидер. Да. Затоа што немаме ништо што би ги зацврцнало. Ние ќе почекаме да не се стврднат, па потоа ќе ги Не, ние можеме и вака, конзумираме. верувате, со лажичка може да се Да. конзумира смеса, и тоа доколку сакате да биде конкретна бомбица, истите може да се валкат и во растопена постна чоколада, значи се е состојба на имагинацијата, се уклучувате на И маштење, креативноста. на креативност, да, и си ги правите по ваш вкус. Ова е одличен период за тоа, периодот кој што ни престои за нови Знаете како рецепти, за некојаш ќе нови се испече идеи. тиква дома, подостанува дел од тиква. Да, Јас па- најчесто или правам колач некој од тиква, или вакви бомбици. Има и многу, например, колачи кои што се прават како торти со тиква. Еве ги. Имаме избор на тиква моментално на пазарите, кој што може да го направиме во било кое време и да си подготвиме вакви вкусни бомбици. Дури ваква подготвените може да се дават како кашичка, односно оброк на малите деца. На мали деца, да. И со медот и со Да, со останатите се. работи. Сега нели доколку не се децата алергични на јатки и на мед, меѓутоа Да. поголеми дечиња од 2-3 години веќе слободно може да го конзумираат како оброк или ужина во текот на еден ден. Така, значи тиквата за сите возрасти, за оние кои што сакаат да ја конзумираат на различен начин и оние кои што можеби ако си ја испечат па понатака им остане и сакаат да ја искористат, тогаш може да си направат вакви бомбици. Билјана, благодарам за овие 3 навистина убави предлози и рецепти кои што ние ги подготвивме денеска во нашата кујна, кои не се сомневам дека апсолутно ќе бидат добре дојдени за нашите гледачи, за тие кои што веќе ги започнаа божигните пости, за оние кои веќе тоа како се подготвени за промена на своите навики во однос на исхраната, во однос на приготвувањето, но и на перцепирањето, како Секако најважен да. дел од Кога сме зборувале убедувањето и перцепирањето. така, Значи, вие да се убедите се храните здраво, мора да имате прво добра перцепција за храната и да знаете зошто. Еве нас гледачи нешто не гледат, да знаат зошто ги конзумираат овие бомбици. Не дека јас сум ги кажала или вие сте ги предложила. Да знаат што добиваат од истите, да знаат што добиваат од салатата како оброк и да знаат што добиваат од таа паштета од ореви, дека не е паштета само паштета купена во маркет, дека паштетата може да биде направена во домашни услови, многу поздрава паштета, тазе подготвена, значи без никакви адитиви, без ништо додадено плюс. да бидеме свесни што е тоа што го купуваме, што е тоа што го подготвуваме и што е тоа што го внесуваме во нашиот организам. А најчесто мислам дека се убедени оние кои што откако ја направиле таа промена ги гледаат ефектите во своето здравје, да. Ние ќе зборуваме, но за да си се докаже тоа треба да се примени, а потоа да се очекуваат резултатите. Кај некого побрзо, кај некого поспоро, се зависно од организмот, бидејќи секој човек, како што рековме, сам за себе или индивидуално кај секого тоа се одразува, сепак во позитивна насока. Билјана, благодарам многу за гостувањето и за нели присуството овде во нашата кујна од време на време, секогаш позитивно на нашата покана и за нашите гледачи, така што се гледаме во следна прилика, веројатно тоа ќе биде следната нова 2024 година, која што ќе ја започнеме со некој повторно вкусен рецепт. Благодарам вам, поздрав до вашите гледачи.